Досега коронавирусот го разгледувавме од медицински аспект. Живееме со она што ни беше сервирано и се бореме со неа на начин кој ни беше единствен понуден. Секој има право на свое мислење. Во разговор за нашата телевизија со Владо Павлов од Кочани, истражувач, исцелител, разговараме токму на темата со невидливиот непријател и неговото сваќање, многу поразлично од она што досега секојдневно го слушаме. Ќе ви докажам дека короната е еден обичен стрес, една обична емоционална повреденост. И ќе докажам дека се тоа што се правеше со медицинските работници и се уште што се прави е нарачено за да дојде до тоа што ќе дојде. Бидејќи стравот дека ти нема да биде следна, ќе дојде до тоа. И ќе барам на вистина да ми докаже некој, сите оние кои што првиот бран беа најдисциплинирани, денеска во вториот бран многу од нив починаа кои што носеа маски, кои што носеа ракавици или се разболеа. Затоа што приземljениот озон, тоа е трио, оксидира све. Ние прво треба да го победнеме озонот, еден О да тргнеме, да стане О2, за да може слободно сите овие штетни материи да одат. Затоа многу пати ќе кажат, па работеа сите фабрики во Кочани, па сите работеа во Скопје, сите гореа немаше загадување, сега има. Да, има, затоа што имаме сега приземен озон и тој не дозволува сите тоа штетно радиоактивно зрачење да оди во атмосферата, за да можеме ние денеска да имаме заштита од короната. Според Павлов, пандемијата која сега го зафати целиот свет, тој ја има најавено уште пред 3 години, заедно со карантинот, само не под името корона. Исто така има подготвено Павлова комора во која би се лечеле лицата од коронавирусот. Новиот карантин од март, да собереме сите заедно сили затоа што последните случувања во Скопје ќе донесат многу нови болни. Јас комплетно стојам на располагање на сите нив како досега и во иднина да ја помага. Темата со корона пандемијата е секојдневие на целиот свет. Бидејќи е непријател со кој да не сакаме, мораме да се бориме. Целиот разговор за оваа, но и многу други интересни теми можете да ги погледнете во емисијата Интерактив.